Кога царство се шири, тогаш губи од својата ефикасност. Мислам дека е тоа заеднички предизвик кој што ќе треба да го надминеме, затоа што ние не сме сега царства, но сме организации, но постои закон во однос на тоа, а особено кога станува збор за зголемен број на членки. А тоа е прашањето кое што сега си го поставуваме и ние, но и вие, а тоа значи дека ќе треба да внесеме оптимизам, но со трпение, затоа што ништо големо не се прави без оптимизам, а тој оптимизам беше повторно најден, особено кога ќе ги споредам состојбите со пред година дена. И затоа мислам дека треба да им се даде голем кредит на властите за сето она што го направија, за она што го донесоа овде, но и за одекот во нашите главни градови. Но треба и трпение, затоа што се наоѓаме во свет кој што се реорганизира, каде што законите во однос на интеграцијата, но и законите за дезинтеграција се во постојана диалектика и да бидеме членка но во што? Прашањето за интеграција беше поставено во овој регион со основањето уште на Југославија, а ако сакаме да создадеме нова Југославија, мислам дека тоа искуство не би било можеби најдоброто. Не велам дека европската интеграција е подзакана, но сепак секогаш треба да ги учиме лекциите низ историјата и треба да знаеме врз какви вредности и врз каков начин на функционирање ќе треба да изградиме посилна Европа, но и Европа која што ќе биде добар партнер на НАТО. И мислам дека прашањата кои што се поставуваат е дали европската изградба сега се спротивставува со атлантската солидарност, тоа е прашање за кое што денес се веќе е надминато, особено доколку постои солидарност од другата страна на Атлантикот, особено многу на поистакнат начин. За нас оваа европска изградба е неопходност затоа што не носи од минатото искуство кое што е славно, силно и кое што почива врз база на волјата на државници. И мислев јас претходно на господинот Заев и си велев дека навистина тој во себе го поседува целокупниот карактер како што го имале и градителите на Европа, затоа што ја има и силата, и обедувањето, и оптимизмот. Но и ние имаме работа, ни предстои огромна работа, што треба да ја спроведеме, затоа што можеби стигнавме до одредени организацијски ограничувања. Тие ограничувања во одредени кризи се покажа, особено во рамки на финансиската криза. И јас во тој момент, знаете, бев во Грција и навистина почувствувавме силен удар од таа криза. Ни предстои огромна работа, особено во однос на одлуките кои што ќе треба да ги донесеме, затоа што Европа е изградена со сложени компромиси и понекогаш дипломатијата подразбира да знае привремено да се скријат под тепих одреден број на потешкотии, но повторно тие тешкотии се појавуваат на површината и затоа ќе треба да работиме во таа насока. Ние со нашите германски пријатели навистина тесно соработуваме, но тоа не е ексклузивна соработка, затоа што Франција знае дека не ќе успее и без другите, особено со првите партнери кои што првично веруваа во Европската Унија, но и во сите нови партнери. Тие нови партнери во кои што земите и се приклучија покасно не научија на многу нешта. Не станува збор за обвинување или за жалење, за она што може или што не може во актуелната обкруженост што може да направи Европската Унија, но сигурно е дека проширувањето на Унијата кон демократија, кон демократски вредности, кон независно судство, не се можеби насекаде исти или не се исти како што не беа исти ни раните од војната и најчесто сакаме кај едните да биде надминат национализмот, кај другите патриотизмот, но најчесто национализмот кај едните значи патриотизам за другите. Сето тоа треба да биде подобро разбрано, подобро вклучено и затоа ни предстои вистинска заедничка работа и бараме од нашите пријатели малку трпение за да може да ве пречекаме во куќа која што е стабилна, каде што вие ќе си го имате целото заслужено место.
Тоа е навистина смислата на говорот на председателот Макрон, кој што го кажа на 26 септември оваа година. Другата точка е што навистина очекуваме и многу од вас, затоа што има уште многу работа кај вас. Во една година многу работи беа направени, но нема да го се повторувам во однос на сето она што го кажа мојот германски колега, сепак предстои уште многу работа. Например, во однос на културата за компромисот, што не е можеби силна точка во оваа земја, но и работа за помирување, се уште, кое што треба да се спроведе помеѓу различните политички сили и во рамки на различните заедници. Тие хоризонти воопшто не се контрадикторни, туку се дели од европскиот проект, но и во безбедносниот проект. И важно е да се има на ум дека постои навистина интегративен аспект во европската интеграција. Ние тоа го знаеме, тоа не е единствениот аспект на работите и го разбираме тоа. Но треба да излеземе од алтернативата дека или треба да се случи интеграција или да се случи војна во поранешните југословенски простори. Мислам дека таква констатација не им служи на никого, а особено не за привлекување на инвеститори. Треба да се најде средишниот пат, а тоа е патот на оптимизмот и на трпението, и ние сме тука за да ви помогнеме.